Од студиото на Утрински печат велам добро утро за мојата соговорничка, нашата постојана дописничка од Лондон, колешката Жанета Скерлев. Добро утро, Жанета. Како е во Лондон ова утро? Good morning. Како е? Што да ви кажам? Светло сиво сабајле, врне. Типично за Англија и за Лондон. Па цела недела не куртуливме од дожд, се распихнавме. Да, јас проверувам тука меѓу прстите за душите да не ми праснале. Жабри, тоа ви е тоа. Додека во Шпанија предвидуваат 40 степени, тука вчера, бога ми, јас шетав со чизми и со зимско палто, ама тоа е тоа. Што да правиме? Клима. Жанета, се договаравме ова утро да зборуваме за престојните локални избори во Англија. Тие се закажани за 4 мај. Инаку, нешто што прочитав, тоа е дека се бираат над 8000 советници во 230 совети, локални самоуправи, нели, прогнозите се дека конзервативците можат да загубат 1/3 од местата и контролата врз половина од советите. Тоа значи дека лабористите би имале некое водство што во локалната власт кое што го немале, како што прочита, во последните 20 години. Фино си прочитала, Марина, точно така. Овие избори кои требаше да бидат нешто што требаше да биде така како редовна работа во земјава, всушност ќе покаже каква е состојбата на силите на теренот. Сега лабористите имаат голема предност во анкетите на сметка на владеачката конзервативна партија, која, како што знаеме, нема многу среќа со премиерите смени тројца за година дена. Ке има избори на 4 мај, и тоа избори ќе има само во Англија и во Северна Ирска. Во Англија на 4 мај, идната недела, во Северна Ирска на 18 мај. Се очекува резултатите да бидат веќе следниот ден, нема тука чекање со денови, со недели изборните комисии, нели, да пребројуваат, се многу брзо и ефикасно. И токму така се очекувањата дека лабористите ќе го изметат патосот со изборните резултати, дека ќе обезбедат големо влијание во локалната самоуправа. Нема да има избори во Велс, локални избори во Велс и во Шкотска, бидејќи имаше пред 2 години таму, не дека малку е компликувано како се бира, меѓутоа не е нешто посебно, такви се правилата. Она што е интересно оваа година и што очекувам, ти го антиципирам следното прашање, што за прв пат во историјата на изборите во Велика Британија е што кога ќе се гласа, на гласачите ќе им се бара потврда да покажат дека се тие кои се. Значи, до сега одевме и гласавме и, например, ќе одев јас да гласам и ќе кажев добар ден, јас сум Жанета Скерлев, живеам на таа и таа адреса, изборната комисија со ленирче ќе ме најдеше, вие сте на таа адреса, да, и ќе ми ги дадеше ливчињата, јас ќе одев на гласачкото место зад параванот, ќе заокружев што ќе заокружев, ќе ставев во изборната во кутијата, пријатно. На излезот ќе ме пречекаш или не некои од представниците на политичките партии, кои не смеа да ме прашаат за кого гласав, само ќе ме прашаат дали гласавте госпоѓо, порано ме прашуваа госпогице, сега ме прашуваат госпоѓо, окей. Ќе кажев да, гласав и тоа беше тоа. Сега, значи прв пат во историјата на оваа земја,
јас ке мора да се идентификувам. Лична, документ за лична идентификација мора да се Да. покаже. Да. И ќе биде интересно, бидејќи во оваа земја не постојат лични карти, како такви. Значи, ова предизвика доста незадоволство меѓу луѓето. Голем број, например, луѓе немаат пасоши. Да. Голем број немаат тоа реков, нема лични карти, не постојат во земјата. Имаше неколку обиди да се воведат, меѓутоа сето тоа беше дочекано на нож, како задирање во човековите права на луѓето, како еден вид контрола на државата врз човековите права. Во тој случај, да, каков документ треба да поседува? Што е тоа што треба да донесе на гласачко место? Возачка дозвола, ама нема сите возачка дозвола, или некаков документ, картичка, која ќе има фотографија, на која ќе има... Значи тоа е условот да има баш и фотографија за идентификација? Да. Која ќе личи, например, можам јас и не знам, некоја членска книшка на која ќе изгледам релативно слично на тоа што изгледам денеска. Значи пасош, возачка дозвола, некоја членска книшка од припадност на некоја организација. И ако го немам сето тоа, имаше рок до минатата недела каде што можев да се пријавам во општината и да пополнам еден прашалник онлайн, можев и од дома, веројатно. Одам и од дома, меѓутоа можев да одам и во општина. Тука се пополнуваме од дома, нема потреба во општина, меѓутоа еве да можеше и за тие што не се толку вични да одат во општина и да пополнат формулари, каде што во општината ќе ти издаде потврда дека ти си она за која тврдиш дека си, значи дека живееш на таа адреса, дека плаќаш сметки, плаќаш даноци, струја, вода, комунали и така, и дека имаш право да гласаш, и кога ќе се појавиш во општината, на гласачкото место, таму веќе знаат дека си која си. Има предвидување дека токму поради ова ќе се загрози излезноста. Апсолутно. Дека ќе се загрози излезноста и дека ова ќе биде тест всушност за следните генерални општи избори кои треба да се одржат во најверојатно тука сите избори во мај месец обично се одржуваат, и општите избори треба да се одржат во мај идната година, значи 2024. И ќе биде интересно. Опозицијата вели дека ова е на некој начин план на владеачката партија да ја намали излезноста, бидејќи младите кои онака се помалку биле заинтересирани за гласање и обично седат дома и тие сега воопшто со овие услови воопшто ќе немаат шанса да излезат на гласање, нели, ако не поседуваат вакви лични документи, членски карти или како што споменавме. Да, со тоа што помладите се по интернет сейви, што би рекла, се поспособни да тај големиот број имаат пасоши, може да се снајдат и се, така што мислам дека до идната година, доколку се ангажираат и има кампањи, дека ќе се организираат, и за помладите и не е толку, меѓутоа онаа повозрасна генерација која навистина треба да се објасни, да им се објасни како се ракува со мобилни телефони, како се пополнуваат формулари и сите тие работи, тука ќе биде малку проблематично, што е малку и чудно, бидејќи тие се главно гласачкото тело на владеачката
конзервативна партија, тие се тие кои всушност на чие рамо, на чии раменици се истурка Брекзитот пред Точно, 6-7 години. Така што ќе биде интересно. Така, Инаку спомнав резултатите веќе следниот ден, така што ќе знаеме. Следниот ден на петти ќе имаме за Англија, на 19 ќе имаме за Северна Ирска. И ќе видиме како се стоја. знае расположението и кои од овие двете главни политички партии во Британија, конзервативците и лабористите, кои ужива поголема доверба кај граѓани. И ќе се знае, точно, и ќе се знае како помина ова авантура со гласање со доказен материјал, бидејќи велам до сега такво нешто се нема случено. И јас навистина мене ми беше и чудно за разлика од бидејќи имам гласано и во Македонија, нели тоа со на прстот, со со скенирањето, со скенирање, со бои, со такви работи, тука немаше ништо и не да бидам искрена, не е таков проблем. Јас не само јас, но гумина се прашува од каде сега ова така, тоа сакав да прашам, дали немаше реакции кога ова беше воведено, реагираа невладини организации, некои интересни групи на овој начин? Имаше реакции, се чудеа луѓето што им текна на конзервативците и што сега многумина некои од нив велеа дека сето тоа има врска со имиграцијата, меѓутоа потоа рекоа па тие онака немаат право на глас. Имаше една општина во Лондон каде што редовно имаше некои изборни нерегуларности, но тоа е капка во морето на Така сепак голема земја е за така што сите се чудиме и не е апсолутно никаков проблем, мислам, изборните неправилности во оваа земја се тотална непознаница и немаше апсолутно никаква потреба за вакво нешто, за ваква авантура на владеачката партија, но ако решиле така да прават, нека прават, малку го искомпликуваат, да видиме, ова може да биде меч со две острици, пак велам така наречените нивни гласачи, повозрасните, ќе видиме, значи овие избори ќе бидат тест и за едните и за другите, па ќе видиме како ќе излезе целата оваа авантура. Жанета, јас ти благодарам за ова јавување во Утрински печат. Се слушаме и наредната недела со другите колеги. Ти благодарам уште еднаш.